Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Изградба и продажба на станови Трим и Лум. На само неколку денови пред почетокот на 48-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, повторно се предлага Охридскиот регион да биде впишан на листата Светско наследство во опасност. Во најновиот извештај се наведува дека иако двете држави презеле одредени активности, сепак е забележан ограничен напредок. Според Центарот за светско наследство, голем дел од препораките од реактивните мониторинг мисии и претходните одлуки на комитетот се уште не се целосно спроведени. Да се спроведат корективните мерки за зачувување на исклучителната универзална вредност на Охридскиот регион, да се запрат нелегалната градба, урбанистичките притисоци и деградацијата на природното и културното наследство, се вели во нацрт одлуката. Во документот од земјава и од соседна Албанија се бара да изготват заеднички акциски план со јасно дефинирани мерки и рокови за нивна реализација. Научната фела смета дека со години не достигаат одлучни мерки за заштита. Сметам дека тапкаме во место. Затоа што постојано го зборуваме истото и постојано се доведуваме во опасност регион езерото да ни биде ставено на листа на загрозени УНЕСКО подрачја. Значи, ова не е од вчера. Ова се случувало 10, 15, 20, 30 години наназад и мислам дека се уште стоиме во место и покрај добрата волја на Јас верувам дека постои волја да се решат проблемите, дека ние свесно не го запоставуваме езерото, меѓутоа не сме доволно фокусирани. Градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков, не сакаше да го коментира нацрт извештајот. Вели, од 2019 година наваму, сите извештаи се со слична содржина. Својот став ќе го соопшти по одлуката. Конечната одлука ќе ја донесе Комитетот на светско наследство на 48-та сесија, која што ќе се одржи од 19 до 29 јули во Република Кореја. Јавното предпријатие Охридски комуналец информира дека при последните активности на терен биле мапирани 9 диви депонии на локации каде нивните екипи постојано интервенираат поради несовесно фрлање отпад. Како што соопштуваат од предпријатието, дивите депонии се евидентирани кај стамбениот комплекс во Далјан, на улицата Шарпланина, во населбите Лескајца и Воска, на улицата Дејан Војвода, како и во селото Трпејца. Од овие локации се подигнати вкупно 48 кубни метри отпад. Од предпријатието посочуваат дека и покрај континуираните активности за расчистување на дивите депонии и кампањите за подигнување на еколошката свест, на истите локации повторно се создаваат нови депонии со неправилно депониран кабаст, зелен и градешен отпад. Од предпријатието апелираат до граѓаните одговорно да постапуваат со отпадот, нагласувајќи дека зачувувањето на чистата и здрава животна средина е заедничка одговорност на сите. 5 јавни плажи на Охридското крајбрежје ќе бидат целосно прилагодени за лица со попреченост во рамки на проектот Adventure 2, достапна прекугранична авантура, чија цел е развој на пристапен и инклузивен туризам и создавање заедничка прекугранична туристичка понуда меѓу Македонија и Грција. Проектот предвидува поставување пристапни патеки, современа урбана опрема, соблекувални, санитарни јазли и друга инфраструктура, што ќе овозможи полесен и побезбеден пристап до езерото. Покрај тоа, општина Охрид ќе набави и специјализирано возило кое ќе им биде на располагање на лицата со попреченост. Според раководителот на секторот за туризам и локален економски развој Ѓоко Апостолов, целта е да се подобри пристапноста на плажите, да се создадат подобри услови за рекреација и безбедност и да се развива инклузивен и одржлив туризам. Во Охрид вчера се одржа и првиот координативен состанок на партнерите во проектот, на кој учествуваа представници на општина Охрид, Грчката национална туристичка организација, мрежата за рурален развој од Скопје и изведничкиот одред Крстејон од Струга. На
плотото кај Сарајште по 8 пат одекнаа звуците на охридската староградска песна во чест на прирано починатиот музичар од вокално-инструменталниот состав Билјана, Андреј Лабровски. Роднини пријатели, колеги музичари и бројни охриѓани повторно се собраа на неговиот роден ден. Велат болката не исчезнала, но музиката станала начин да го чуваат живо неговото име. Концертот се одржува од 2018 година. Денес е прераснат во традиција со хуманитарен карактер. Непосредно после неговата смрт почнавме да го правиме овој настан на 16.7. и намерно е избран тој ден, затоа што на тој ден Андреј Лабровски имаше роден ден. И на овој ден се збираме сите роднини, пријатели, колеги музичари, но и луѓе што не го познавале човекот, а се почитувачи на ликот и на делото на Андреј Лабровски. Во негова чест беше промовирано и дополнетото реиздание на песнарката Охридски музички бисерник, која Андреј ја почнал да ја создава уште како 22 годишник. Неговото издание е збогатено со приказни за песните и нивните текстови, а се продаваше за време на концертот. Сите средства, како и донациите од настанот се наменети за хуманитарни цели. Она што особено радува е тоа што староградската песна денес повторно живее меѓу младите. Ако пред 18 години таа тешко го наоѓала патот до нив, денес се повеќе млади ги пеат охридските бисери. Во септември 18 години правиме како оркестар од 2009-та, 18 години. Со една наивна идеја почнавме, дали тоа ќе биде или не знаевме, а ова не ни го замислувавме што е денес. Тогаш почнавме со 6 членови како деца, јас имав 14 години кога почнавме, Христијан имаше 12 години кога почнавме свириме во 2009-2010 година. А денеска броиме 7 члена ова постава и така да се надеваме дека навистина успешно го правиме она што сме го замислиле. Членовите на Виз Билјана велат дека никогаш не сонувале да стигнат до тука. Во 2009 година започнале како деца на возраст од 14 до 16 години со една, како што велат самите, наивна идеја. Сакале само да ја зачуваат староградската песна. Денес, 18 години подоцна, зад себе имаат стотици настапи, а нивната публика е се побројна. Благодарение на нив, охридската староградска песна не е спомен на минатото, туку музика што ја пеат и новите генерации. Општина Охрид продолжува со реализација на инфраструктурни проекти насочени кон подобрување на условите за живење и унапредување на комуналната инфраструктура. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков информира дека во моментов се работи на доизградба на атмосферски канал во населбата Бејбунар, а паралелно е завршено партерното уредување на дел од улицата Шарпланина. Во тек се градежни активности за доизградба на атмосферски канал на улицата Асном во стамбениот комплекс Бејбунар. Проектот предвидува поставување цевков од ПЕФ 630 во должина од 400 метри, а неговата вкупна вредност изнесува 4,3 милиони денари. Паралелно екипите на јавното предпријатие Нискоградба извршија партерно уредување на дел од улицата Шарпланина, каде што беше поставен бехатон на површина од 1200 квадратни метри. За реализација на овој проект се издвоени 2,9 милиони денари, информираше градоначалникот Пецаков. Двата проекти ги реализира јавното предпријатие Нискоградба по налог на општина Охрид, средствата се обезбедени од општинскиот буџет. Кармен Боуцентар ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Максималната температура се искачи до 33 степени. Утре во Охрид сончево и многу топло време со мала до умерена локална облачност. Утринската температура од 16 степени, а максималната дневна до 34 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 13 до максимални 38 степени.
Следува период на сончево и многу топло време. Особено топло ќе биде во деновите од викендов, кога дневната температура локално ќе достигне до 40 степени. Во вторник се очекува нестабилно време со дожд, грмежи и засилен ветер. Во среда ќе дува засилен северен ветер, а температурите ќе опаднат за неколку степени.